Значи, веднаш по првиот круг на изборите во месец април, господин Лазаев излезе со серија на пресконференции со една силна клевета против мене дека сум земал пари, подкуп од 1,5 милион евра во еден наврат, во друг наврат 2,4 милиони евра. Дека не сум платил данок, сум зател данок, дека сум бил татко на криминалот во Македонија и слични изјави со кои што беше очигледно дека сака да го наруши мојот личен углед и да ми нанесе штета на тој план. Ние тогаш со соопштение одговоривме, дадовме демант, но тој продолжи со обвинувањата. Денеска кога се најде пред судот, тој со сите сили се обидува да каже дека не кажал така како што кажа, туку дека тој само искажува основано сомнение. Напротив, тој секогаш категорично тврдеше дека сум земал 1,5 милиони евра во кеш или 2,4 милиони евра во некои наврати, дека сум татко на криминалот, зачетник на криминалот и така натаму. Сега соочен со тоа дека нема такви докази, а на судот не може со држење говор или пресконференции да му докажете, туку треба да изнесете докази. Соочен со тоа што неговиот крунски сведок, што тој го повика, значи сведокот што тој го повика и за кој што јавно кажа дека ми ги дал тие 1,5 милион евра, во текот на вчерашниот ден лично го демантираше овдека во судницата. Како последна надеж за спас се обидува да го преформулира своето обвинување, односно клевета, дека тоа било само исказ на основано сомнение, а не било категорично клеветење и тврдење за тоа што го кажа дека јас сум го направил. Така што тоа е тоа. Мислам дека може да се сведи целата денешна дискусија на ова што го кажав. И се надевам дека судот ќе донесе правична одлука. Се чувствувам како секој што се чувствува со таков вид на повреда. Се надевам дека брзо ќе помене и тоа е тоа. Благодарам. Да.